Јавниот долг до крајот на годинава ќе се искачи на 60,9% од бруто домашниот производ и ќе изнесува 10,2 милиарди евра, а 2026 година ќе ја завршиме со јавен долг од 62% и земјава ќе должи над 11,1 милиарда евра. Ова во емисијата Бизнис 21 го откри заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски. Тој потенцираше дека планот е фискална консолидација и спроведување на фискалната стратегија, според која за неколку години долгот треба да го намалиме под 60% од бруто домашниот производ. Јанкуловски кажа дека издавањето на еврообврзницата од 950 милиони евра е во тек и планот е да се издаде во јануари 2026. Планираме 60,9% за 2025 година, она што го кажавме и на самиот почеток од 2025. А во пари? 9,7 колку ќе бидат? Со четвртиот квартал. Да, заклучно со четврти квартал, како ќе завршиме? 10,2 милиарди евра. Јавен долг за 2026 на 62%. Во сума? 11 милиарди 164 милиони евра. Јанкуловски потврди дека е избрана банката која ќе ја финансира изградбата на брзата железница од Табановце до Гевгелија, меѓутоа не го соопшти нејзиното име ниту колку камата ќе платиме за кредитот од 2 милиарди евра. Значи, од сите тие банки, таа е една која што е индикативна, но не е обврзувачка понуда. Мислам дека сум доволно јасен. Кога ќе завршат и доколку завршат успешно овие разговори, се во интерес на државата, државата и од аспект на услови, грейс период и каматна стапка, тогаш се преминува на следната фаза, конечна понуда. И тогаш Министерството ќе излези во јавност. Јанкуловски оптимист дека преговорите ќе бидат успешни и дека на средината на наредната година ќе почне изградбата на брзата пруга.